Озон терапија за подобрување на имунолошкиот одговор и борба против различните микроорганизми. Озонот е гас кој се создава во горните слоеви на атмосферата под дејство на ултравиолетови зраци. Количината на озон кој се создава во атмосферата зависи од интензитетот на сончевите зраци. Спротивно од озонот во смогот, озонот што се користи во медицината е производ на чист медицински кислород. Придобивките од озон терапијата на човештвото му биле познати многу одамна. Уште во 1856 година озонот е користен за дезинфекција на операционите сали ширум Европа. Германците први почнале да го употребуваат во медицински цели за лекување на туберкулоза, анемија, тинитус, зуење во ушите, астма, бронхитис, алергија, пневмонија, дијабет, сифилис и многу други болести. За време на Првата светска војна, со помош на озонот се лекувале прострелни рани, гангренозни стопала и труења со отровни гасови. Берлинскиот доктор Алберт Волф во 1915 година го користел озонот за намалување на симптомите после тумор на колон, цервикален канцер и различни рани кои настанувале поради подолго лежење, декубитални рани. Студиите покажуваат дека за само 10 секунди озонот го остварува својот поволен ефект, но истовремено ги стимулира сите имунолошки одбранбени механизми и ја зголемува циркулацијата во заболеното ткиво. Јасно е дека озонот има ефекти на многу широк спектар на болести и делува на повеќе начини, преку создавање на неповолна атмосфера за развој на патогените организми, јакнење на имунолошкиот одговор и директен ефект на патогените организми кои се затекнати во организмот. Озонот влијае и на јакнење на имунолошкиот одговор во борба против вируси и бактерии, директен ефект во уништување на бактерии, вируси, габички и паразити, забавување на процесот на старење, забрзување на циркулацијата, намалување на стресот и на хроничниот замор, подобрување на кислородната концентрација во клетките и ткивата во организмот и создавање на неповолна средина за развиток на вируси и бактерии се само дел од придобивките од користењето на озонот. Начин на употреба на озонот. Постојат повеќе начини на употреба на озонот во различни медицински цели. Озон вода. Вода збогатена со озон, која може да се пие и е погодна во третман на различни болести на гастроинтестиналниот тракт. Озон вода, која се аплицира локално и служи за уништување и деактивирање на голем број на вируси и бактерии, претежно во грлото и во усната шуплина. Неколкудневното плакнење на усната шуплина со озон вода се користи во третманот на афти, херпеси, стоматит и други инфекции на уста и усната шуплина. Озон водата може да се користи и за испирање на носот и третман на инфекции на синуси и горно-респираторни инфекции. Озон вода која служи за третман на гангренозни стопала и рани, декубитални, кои потешко се здравуваат и се инфицирани со најупорни микроорганизми за кои антибиотската терапија не ги дава очекуваните резултати. Бележиме искуство на наш пациент кој ја искуси озон терапијата токму кога станува збор за проблеми со стапалото. После 2 дена после операцијата пробаа со озонот, имав болки неподносливи. Кога ја ставив ногата во озонот, болките моментално исчезна. Значи тоа за мене беше некое добро чувство. Автохемоозон терапија е софистицирана терапија која се изведува во одделот на интензивна нега, при која се зема мало количество крв од пациентот, метод на автотрансфузија, која се збогатува со озон и така збогатената крв се враќа назад кај примателот. Вака аплицираниот озон по крвен пат доаѓа до сите клетки и ткива и со време после одреден број на терапии се постигнува задоволителна концентрација на чист кислород во организмот кој делува на повеќе клетки и клеточни нивоа. Служи за поттикнување на имунолошкиот одговор во борба против најупорните бактерии и вируси, го помага обновувањето на оштетените клетки и ткива и ги чува здравите ткива од оштетување. Овој тип на терапија е особено делотворен во борбата против автоимуните заболувања,
канцерогените заболувања и сите состојби на исхемични заболувања, особено мозочните инфаркти. Збогатувајќи го организмот со кислород, се успоруваат процесите на старење и токму затоа озонтерапијата станува се попопуларна во светските центри за убавина и здравје. Локална апликација на озонтерапија за третман на дископатии и други заболувања на мускулоскелетниот систем. Се практикуваат и комори и сауни со озон, во кој озонот се абсорбира во телото преку порите на кожата и има поволен ефект во подмладување на кожата и спречување на старењето. Жан Митрев клиник има повеќегодишно искуство во употребата на озонот во медицински цели. За информација за услугите поврзани со озонтерапијата и за сите други информации, обратете се на телефонскиот број на клиниката 02 30 91 484 или на веб страната www.zmc.mk.